Гласот на Америка на македонски. Преку една деценија вашиот прозорец кон САД. А сега, директно од студиото во Вашингтон. Добро вечер, ова е ТВ журналот News Flash на Гласот на Америка на македонски јазика. Со вас во оваа емисија ќе биде Јулија Белковска. Нередите на Блискиот исток ескалираат. Емисијата започнуваме со протестите во Јемен пред амбасадата на САД во Сана. Еве ги најновите моменти. Толпа лути демонстранти наводно протестирајќи за филм во кој пророкот Мухамед се портретира во негативна светлина, запалила неколку дипломатски возила на амбасадата, а обезбедувањето потребило водени топови и предупредувачки истрели во обид да ги растера на собраните. Има извештаи за повредени, но САД јавуваат дека нивниот персонал не е меѓу нив. Во сличен напад во вторникот беше убиен амбасадорот на САД во Либија Кристофер Стивенс и тројца други. Истовремено продолжуваат протестите пред американската амбасада во Кајро, а полицијата употребила солзавет за растерување на околу 200 главно млади демонстранти. Мохамед Морси, председателот на Египет, во официјална посета на Брисел ги критикуваше нападите врз пророкот Мухамед во филмот, истовремено осудувајќи го насилството. Тој вети заштита на странските жители во Египет. Вчера американскиот председател Барак Обама и председателот на Либиското национално собрание Мохамед Магариев постигнале согласност за соработка во истрагата по смртта на Стивенс. Либискиот лидер им се извини на САД за нападот. Американските сојузници го осудуваат смртоносниот напад врз конзулатот на САД во Бенгази. Јужнокорејското министерство за надворешни работи изрази сочувство до семејствата на загинатите и ја повика либиската влада да ги преземе сите неопходни мерки за заштита на странските дипломатски мисии во земјата. Реакција доаѓа и од Австралија. Министерот за надворешни работи Боб Кари изјави дека нападот врз конзулатот на САД е закана за сите кои работат на премостување на разликите меѓу државите. Во САД се шпекулира дека нападот во Либија можно е да е планиран, а не спонтана реакција на антиамериканско расположение поттикнато од филм направен во Америка. Според некои изјави на официјални лица, нападот бил координирана и сложена операција. Напнатоста во политичките односи на САД со Русија честопати е во фокусот на вниманието, но деловните контакти како да се ослободени од турбуленции. По неодамнешниот самит на земјите членки на Азиско-пацифичката економска соработка во Владивосток, американски бизнисмени велат дека е голем интересот во регионот за нивните компании. Државната секретарка Хилари Клинтон на самитот на АПЕК кажа дека рускиот влез во Светската трговска организација е импулс и за американските компании. Се исплаќа да се биде дел од трговски систем базиран на правила. Корист ќе имаат и руските трговски партнери. Американските бизнисмени на самитот на АПЕК го делат оптимизмот и за Русија и за Азија. Директорот на Walmart во Азија, Скот Прайс, вели, неговата компанија е единствената од малопродажниот сектор што отвара нови продавници во Јапонија. За 79% од кинезите, 72% од индијците, 70% од јапонците, најважна е цената. Ако понудите квалитетен производ по најдобра цена, ги придобивате. Не ги интересира дали марката е американска, француска, кинеска. Ги интересира квалитетот. Американската компанија за сметководство Ernst & Young токушто соопшти дека отвора канцеларија во Владивосток. Странските инвеститори од Соединетите американски држави и Западна Европа се чувствуваат можне позитивно кога ќе пристигнат, ќе вложат и ќе научат како да работат во Русија. И Хајат влегува во Владивосток, ќе отвори 2 нови хотела наредната година. На АПЕК се јави загриженост дека легислативата за американско-руските трговски односи во Конгресот може да биде подкопана од евентуална ставка за состојбата со човековите права во Русија. Председателот на Американско-рускиот деловен совет Ед Верона не мисли така. Успеавме да работиме на одвоени колосици. И покрај политичкиот обоган на релација Кремљ-Бела куќа, економските интереси на Русија и САД може да послужат како солидна основа меѓу двете земји. На 17 септември се одбележува една година од движењето Окупирај го Волл Стрит во Њујорк, кој имаше долга серија барања, но без конкретна програма за реализација на кој е било од нив. Каде е движењето денес, гледате во продолжение. Кога движењето Окупирај го Волл Стрит се појави во паркот Зукоти во близина на зградата на Волл Стрит во Њујорк, жителите во околината се жалеа на врева. Овој демонстрант се чудеше на таквата реакција.
Овде сме да го поддржиме движењето. Звуците само го потпомагаат тоа движење. Движењето се расшири низ светот, но тоа не беше револуција. Иако окупира го Wall Street, спаси неколку собственици да не ги загуба своите домови, не бе остварени некои од главните барања, како поостра регулатива за банките, реформи во финансискиот сектор, почиста животна средина или слобода за Тибет. Сепак, професорот по социологија Тод Гитлин вери дека пораката на движењето заочната елита наводно во коренот на многу глобални проблеми навлегла во реториката. One will use the term 1% and 99%. Кога ќе се употреби терминот 1% и 99%, поголем дел од Америка знае за што се работи. Во рок од неколку месеци полицијата ширум САД успеа да ги растера демонстрантите. Денес физичкото присуство на движењето се состои од неколку волонтери кои се обидуваат по паркови или празни простори. Джастин Стоун Диас е дел од движењето уште од самиот почеток. Тој вели дека клучни се малите промени. Револуцијата е во технологијата што е во џебовите на сите, мобилните телефони. Ова е време на информацијата. Стоун Диас вели дека демонстрантите на окупирај го Wall Street пораката ја шират по електронски пат. Кога е потребно, се собираат во поголеми групи, како што беше случај со најновите конвенции на двете политички партии. Според експертите, најновите анкети покажуваат дека американците ја поддржуваат каузата на движењето повеќе од самото движење. Денес, паркот Зукоти повторно е само место за одмор. Дали демонстрантите ќе бидат сведоци на остварување на нивните барања останува да се види. Джастин Стоун Диас е оптимист, велејќи дека движењето продолжува да охрабрува директна акција преку диалог. А утре во Newsflash млади и надржни. Две дизајнерки од Пакистан со новитет на кој не може да му се одолее. Не препуштајте наредната емисија. Модата е бизнис што цвета во Пакистан. Гледајте утре во Newsflash, каде дизајнерите наоѓаат инспирација. Го гледавте Newsflash на Гласот на Америка на македонски, а јас сум Јулија Велковска од студиото во Вашингтон. Сите најнови содржини ќе ги најдете и на нашата веб страница glasnaamerika.com. А доколку не сте, станете и наш пријател на Facebook. Пријатна вечер и гледајте не утре.